Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден ви и благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Повторени избори за градоначалник во 4 општини. ДИК бележи намалена излезност. Граѓаните со своји очекувања. Има доста да се направи, али не знам од каде да почнем. Вода, немаме вода ништо, немаме што пиеме. Да отвори фабрика да се работи, младе, да нам не бегају. 100 евра е најмалата казна за пушење на забрането место. Не смее да се пали цигара ниту на автобуски постојки, ниту пред државни институции. Ригорозни санкции во новиот закон. Дали строгите правила може да го намалат бројот на пушачи. Водата се повлекува, но штетите се големи. Евакуираните од Кичево се уште живеат во спортската сала. Штипските пекари ја замрзнаа цената на лебот. Хаос на улиците во Иран, евентуален напад од САД ќе предизвика одговор од Иран врз Израел и американските бази во регионот. Во овие вести во живо информираме од терен за процесот на гласање. Ќе се вклучиме во живо и во Државната изборна комисија со последните бројки. Останете со нас. Повторени избори во 4 општини во државата, во кои немаше доволен број на излезеност на изборите во октомври. Неголема општината Гостивар. Како се одвива гласањето на терен, денеска провери колешката Тамара Дичовска. Ја имаме во живо во овие вести. Тамара, од она што можам да го видам, во моментов си во Гостивар. Како се одвива гласањето? Иван, во Гостивар излезноста до 15 часот е 17,84%, што споредбено со претходниот круг на изборите, можам да кажеме помала, на претходниот круг на локалните избори излезноста до 15 часот беше нешто над 20%, односно 20,95%. Меѓутоа, овој пат нема да биде потребен цензус за се избере градоначалник во Гостивар, меѓутоа и во другите 3 општини, односно оној кандидат кој што ќе го добие мнозинството на гласови ќе биде новиот градоначалник на Гостивар. Во градот во Гостивар во општината се гласа на 121 избирачко место, а право на глас имаат 82.870 гласачи, а до 15 часот гласале нешто над 14.000. На неколку избирачки места, можам да кажам, поради лошите временски услови имало проблем, односно се задоцнило со отварањето на избирачките места. За онолку време колку што е задоцнато, за толку ќе биде и продолжено гласањето. Меѓутоа, на едно избирачко место во селото Ќафа воопшто и не почна изборниот процес поради лошите временски услови, но меѓутоа како ќе се гласа на тоа место од општинската изборна комисија се уште не знаат, односно чекаат инструкции да им бидат соопштени, но деталите околу каде се имало проблеми, каква излезноста, слушаме од изјавата на заменик председателката на општинската изборна комисија во Гостивар. Излезноста до 15 часот е 14.773. Проблеми имавме во планинските места што не се во подалеку, поради временските услови. На едно избирачко место, иако дека избирачкиот одбор се трудеше до максимум да стигне до избирачкото место, но поради временските услови не стигнаа и по конструкција на Државната изборна комисија, избирачкиот одбор се врати назад и таму не се одвива гласањето. Така, еве, може ли споредбено со од октомври до 15 часот околу излезноста ни кажете, сега 17,84, тогаш колку беше? Во октомври излезноста било 17.350 гласачи до 15 часот, а денеска е 14.773 гласачи. Така, добра, во кои други места, во колку изборни места, например, доцнеше од утрина во отварањето на гласачките? Едно, 2-3 избирачки места, значи, како што и потенцирав пред малце, на тие избирачки места што се во планински реони, кај тие избирачки места малце каснеше, но тие кај нив сега се одвива гласањето нормално. Претпоставам за селото Ќафа зборите воопшто не беше отворено, таму како после ќе се одвива гласањето? Чекаме да ни кажат од Државна изборна комисија. Да, Тамара, може би изгледа убаво на камера снегот. Предпоставам дека е студено, гледаме дека временските услови прават проблеми за избирачките одбори. Едно од избирачките места воопшто и не беше отворено денеска во општината Гостивар. Имаше ли можност да разговараш со гостиварчани, што велат тие што му недостига на градот?
Да, ние тука сме пред гимназијата во Гостивар. Тука имавме можност да поразговараме со граѓаните. Тука, инаку, да напоменам дека непречено течел изборниот процес, односно без потешкоти, но граѓаните кои што го стварија своето право на глас, ги прашавме точно што му недостига на градот, меѓутоа и што очекуваат од новиот градоначалник. Можам да кажам дека неколку граѓани на Гостивар сметаат дека во градот треба да се отворат нови фабрики, со тоа да се отворат и нови работни места тука за жителите на Гостивар. Некои велат дека се во ред во градот и дека се задоволни од досегашното раководство, но се оптимисти дека новиот градоначалник на Гостивар ќе колку толку ќе подобри ситуацијата во градот. Па во продолжение предлагам да слушнеме и граѓаните и за тоа што сметаат дека треба да направи новиот градоначалник кој што ќе биде избран денеска. Што му недостига на Гостивар, што треба новиот градоначалник да направи? До локомотива. Клучно, што е според вас? Што треба прво да се смени во општината, во градот? Па не знам од кај да почнеме. Очекуваме да се биде подобро. Треба да се заложи многу за градот. Што му недостига на градот? На градот му недостига младината, прво. Младината, која е број 1. Фабрики да се отворат, исто во Гостивар. Нови работни места тоа? Нормално така за младите, за да не ни бегаат во странство. Еве, сметате дека новиот градоначалник што ќе биде ќе го исполни тоа? Па се надеваме. Се надеваме. Да. Најпрво да млади да отвори фабрики, да се работи млади, да нам не бегају, да имају своje како за физкултуре, такви центре. Тоа е највише потреба. И градот мало да се исчисти. Тоа. Еве, сметате дека тој што ќе биде нов градоначалник ќе го исполни тоа? Ја сам 100% сигурна. Што недостига на Да градот? повличе све, најубаво, улици, чистоќата. Па све помалку. Конкретно, јас сум задоволен од Гостивар. Нема нешто големи промени да се направи. Онака што е улиците, тоа е најдобро. На време во 7 часот е почнато со изборите. До сега немаме никаков проблем. Во првиот дел од денот имавме помала излезност на гласачите, сега веќе имаме поголема раздвиженост, некаде околу 130 на гласачи имаме до сега. Така ве споредбено со првиот круг од изборите, мислам со октомвриските избори, дали е поголема бројката сега на излезени жители што гласа или е исто? До сега е помала бројката од минатите избори, така да ќе видиме до крајот на денот како ќе биде. Да, очекувате да дојдат повеќе граѓани да гласаат на овој ден? Па практика во Гостиварскиот регион е секојаш после пладне да се зголеми бројот. Тамара, освен во Гостивар, денеска градоначалник се избера и во општините Центар Жупа, Врапчиште и Маврово Ростуше. Како се одвива гласањето во овие општини? Да, ние со колегата Јован Трајковски бевме и во општината Врапчиште, каде што се гласа на 39 избирачки места, право на глас имаат нешто над 27.000 жители. За разлика од Гостивар, во општината Врапчиште е зголемена излезноста до 15 часот, за разлика од претходниот изборен циклус за 6,5%, односно до 15 часот во општината Врапчиште излезноста е околу 21%. Таму граѓаните имаат конкретен проблем. Можам да кажам дека мнозинството од оние граѓани што ги прашавме за тоа што треба да се смени во општината и да направи градоначалникот, смета дека тоа е водата, која што вела дека воопшто ја нема. Тој ми е најгорливиот проблем во општината Врапчиште на жителите. И таму се оптимисти дека новиот градоначалник се надева дека и ќе им го реши овој проблем. Меѓутоа и таму на избирачкото место каде што снимивме, гласањето се одвиваше непречено, па во продолжение ги слушнаме и жителите на општината Врапчиште околу нивните очекувања од новиот градоначалник и што треба да се направи во општината. Што недостасува на општината Врапчиште? Што треба да направи новиот градоначалник? Има доста да се направи, али не знам од каде да почнеме. Еве, најважно според вас што е? Најважно е канализација, вода немаме. И тоа е тоа. Све фали. Например? Вода фали. Струја, све. Што најмногу ви недостига во општина? Водата прво. Друго, патот е растурано на ова страна.
треба да се направи, па од другата страна исто треба да се направи. Многу треба да се прави, ама што? Најважно во општината. Вода, немаме вода ништо, немаме што пиеме до. Избирачкото место навреме се отворило 7:00. До сега не сме имали некои потешкоти или пак проблеми. До сега од нив се околу 100 граѓани што избирале својот глас, околу 160 имаме избирачи во нашето избирачко место. Така и ве очекувате дека во текот на денот ќе биде зголемена излезност? Да, после 12 имавме повеќе излезеност на граѓаните, мислам до 5:30 од 6 најкасно ќе излегуваат на гласање на гласачите. Да, Тамара Дичовска известува во живо од Гостивар. Тамара, благодарам за овие информации за текот на гласањето во општината Гостивар и Врапчиште, за потребите на граѓаните. Најновите информации ги очекуваме од тебе во Централниот дневник, а состојбата и текот на гласањето во сите 4 општини го следи Државната изборна комисија. Оттаму во живо известува колешката Наташа Мерсовска. Наташа, еве од терен слушнавме информација дека има намалена излезност во Гостивар и во Врапчиште. Дали е така во сите 4 општини? Да, Иван, бројките ќе не ги каже портпаролот на ТИК Радица Алексовска. Само да кажам дека за избор на градоначалник денеска се гласа во 4 општини, во Гостивар, Центар, Жупа, Маврово, Ростуше и Врапчиште. Право на глас имаат нешто над 128.000 гласачи и се гласа на 215 избирачки места. Алексовска, да ве прашам прво првична оценка како до сега се одвива гласањето? До сега гласањето во сите 4 општини во избирачките места се одвива непричано, освен како што до сега информиравме јавноста во едно избирачко место Гостиварско, тоа е во населеното место Ќафа, каде што поради временските неприлики избирачкото место не беше отворено за гласање и таму не се спроведува денеска гласањето. На сите други избирачки места и во сите општини се одвива без поголеми потешкоти, односно проблем. Што ќе се случува со ова гласачко избирачко место? Дали ќе се прегласува? Во ова гласачко избирачко место гласањето не се одвива, односно ќе се направи проценка зависно од разликата во резултатите помеѓу кандидатите, дали бројот на запишани гласачи на ова избирачко место ќе влијае на конечните резултати. Дури потоа Државната изборна комисија ќе донесе констатација дали ќе се гласа на ова избирачко место или не. Може ли да не ги соопштите бројките каква е излезеноста до 15 часот? Согласно пресекот кој што е направен во 15 часот и податоците кои што пристигнаа до Државната изборна комисија, до 15 часот гласале вкупно 23.298 гласачи, односно излезеноста е 18,18%. Или по општини, во општина Врапчиште гласале 5.730 гласачи, односно 21,01%. Во општина Гостивар 14.770 гласачи го оствариле правото на глас, односно 17,85% е излезеноста. Центар Жупа гласале 831 гласач, 10,99% излезеност. И во општина Маврово и Ростуше гласале 1967 гласачи, односно излезеноста е 18,60%. Може ли да не направите споредба со претходните избори во октомври 2025? Да, во споредба со изборите кои што се случија на есен во октомври минатата година, се бележи зголемена излезеност само во општината Врапчиште, и тоа со 6,47%. Во останатите 3 општини имаме намалување на излезеноста. Во општина Гостивар намалена е за 3,01%, во општина Центар Жупа намалена е за 6,13% и во Маврово и Ростуше е намалена за 1,54%. Само да напоменам, ова е за пресекот до 15 часот и не значи дека ова е конечна забелешка за намалување на излезеноста. А за да се избере градоначалник, што се е потребно со најновите измени во изборниот законник? Случајот не е ист како изборите кои што се случија во октомври, значи цензус на овие повторени локални избори нема, што значи дека за градоначалник ќе биде избран кандидатот кој што ќе освои 50+1 од гласовите на гласачите кои што излегле да гласаат. До крајот се надевам очекувате изборите да завршат мирно без инциденти. Апсолутно да, со тоа што ќе соопштиме за продолжување на гласањето на избирачките места, каде што имаше мали прекини во гласањето. За колку избирачки места ќе биде тоа? Тоа и за колку ќе биде продолжувањето? Значи продолжувањето на гласањето ќе биде за околу час, 1 час, нешто повеќе од 1 час.
Алексовска, ви благодарам. Значи, Иван, се очекува некаде во 19 часот да бидат затворени гласачките места, освен онаму каде што ќе има продолжување на рокот најмногу до 1 час. Првичните бројки за избор на новиот градоначалник се очекуваат после 20 часот. Наташа Мерсовска во живо од Државната изборна комисија. Благодарам за овие информации. Секако најновите ќе ги имаме во Централниот дневник во 19 часот. Гласањето се одвива мирно, без нарушување на јавниот ред и мир, информираше Министерството за внатрешни работи. Полицијата презема мерки и активности со цел непречено и безбедно спроведување на изборниот процес, а до сега не биле регистрирани инциденти или било какви нарушувања на јавниот ред и мир. Локалните избори 2025 година, кои се одржуваат во делот општините на подрачје на СВР Тетово, односно ОВР Гостивар и СВР Охрид, се одвиваат во мирна, фер и демократска атмосфера. Министерството за внатрешни работи презема мерки и активности во рамките на своите надлежности со цел непречено и безбедно спроведување на изборниот процес. До сега не се регистрирани инциденти или било какви нарушувања на јавниот ред и мир. Министерството за внатрешни работи апелира до сите граѓани и до политичките партии да придонесат за мирна и демократска атмосфера. Доколку има било какво нарушување на јавниот ред и мир, граѓаните да пријават во најблиската полициска станица или на телефонските броеви 192 или 112. Зошто пропадна изборот на градоначалник во октомври? Дали законските измени се оправдани? Анализа на изборниот ден во тема на денот со Сефер Селими. 100 евра е најмалата казна за пушење на забрането место, а глобата се движи до 300 евра во зависност од прекршокот. Министерството за здравство го објави новиот закон според кој не смее да се пали цигара ниту на автобуски постојки, ниту пред државни институции. Според податоците на здравствените институции, годишно во земјава поради последици од пушењето умираат околу 4000 граѓани. Но дали строги правила може да го намалат бројот на пушачи? Александар Динев бараше одговори. Ако ве фатат со цигара во рака на места каде е забрането пушењето, доколку платите веднаш, задоволството ќе ве чини 100 евра. Во рок од 8 дена сумата се зголемува од 150 до 300 евра, а со судска пресуда глобата за прекршокот е 3 пати повисока. Наместо пари ќе можете да вршите и општо корисна работа. За правните лица во зависност од големината на фирмата, казните се движат од 2000 до 5000 евра. Ова е предвидено во предлог законот на Министерството за здравство за заштита од пушење, кој треба да стапи на сила од 1 март. Се забрануваат сите видови цигари, вклучително и електронските, кои содржат тутун и никотин, во сите угостителски објекти, казина, спортски обложувалници, државни институции, приватни фирми, во аеродроми на автобуски и железнички станици. Нема да смеете да запалите цигара ниту на постојка додека чекате автобус. Казниво ќе биде пушењето и во зграда и заедничките стамбени простории, пред државни институции, болници, градинки, училишта и пред студентските домови. Во продавници цигарите не смеат да бидат на видно место, туку ќе се продаваат по список, а се забранува прикажување и рекламирање цигари не само на телевизија, туку и на интернет. Нема пушење ниту на подкасти. Полицијата има право да ве казни ако пушите во автомобил во кој има малолетно дете. Пулмологот Димитар Каркински поддржува ваков поригорозен закон за да се намалат последиците по здравјето. Ние како професионалци, не само пулмолози, него кардиолози, хирурзи, онколози, секојдневно ги гледаме последиците од пушењето кај нашите пациенти. Второ, како обичен граѓанин, не како пулмолог, кога излегуваме во кафичи, ресторани, дискотеки, барови, ние сите непушачите, па и пушачите кои пушат помалку, сме изложени на тоа секундарно пушење и ние го увлекуваме тој час и нас не делува штетно. И трето, сите влади сакаат во Европска унија, целиот народ сака во Европска унија, законите во Европска унија се такви како што сега овој се носи, дека пушењето е стриктно ригорозно. Затоа, ако сакаме да идеме напред и во здравјето и економски да се приближиме кон Европска унија, сметам дека
овој закон треба да се донесе, а и да се почитува на целата територија на Република Македонија. Слична забрана за пушење на многу места предвидуваа и законските измени во 2010, но според реакциите од граѓаните тоа не се почитуваше секаде, а во март 2018 тогашната влада дозволи пушење на летните тераси. Според пулмологот Каркински, и првиот закон пред да се либерализира бил добар, само кратко време се почитувал и не секаде, а за да се почувствуваат долгорочните ефекти врз здравјето, потребни се 10 до 20 години. За жал, не се почитуваше на целата територија на Република Македонија, па кажа имавме места кај што се пуши, имавме места кај што не се пуши. Искрено не можам да кажам дека има позитивни резултати од тој период, бидејќи кратко траеше, а пушачите се продолжија да пуши. Ако сакаме ова да успее, ова мора да биде долгорочна стратегија и да се почитува низ целата територија. Според статистичките податоци од тие за годишно во Македонија околу 4000 смртни случаи се поврзуваат со пушењето цигари. Александар Динев, Сител телевизија. Центарот за управување со кризи информираше дека нема ново излевање на реките по обилните врнежи. Водата се повлекува, а екипите се уште работат на санирање на штетите во одредени општини. Евакуираните во Кичево пак остануваат во спортската сала. Во домовите не може ниту да влезат. Нина Ритоновска ги има информациите. Се нормализира состојбата во Западна Македонија по обилните врнежи од дожд, но сепак најкритично останува во Кичево на улицата Прилепска. Околу 150 лица кои се евакуирани и сместени во спортската сала Христо Озунов не знаат кога ќе може да се вратат во своите домови. Тие велат дека целата покукнина им е уништена, а немаат ни средства за да обноват истата. Инаку водостоите на Заешка и реката Треска се намалени и нема опасност од нови поплави. Све донацијава носи све. Што треба за Црвен крст, благодарни сме. Не велиме ништо, види добрице момичинава. Кај да име? Немаме чувство. Тето е вода керко да дојде полиција да видите кај да име. Кај да име, пари немаме. Нема јас каде да одам, барам помош од државата, мерки да се земи. Ги молам сите, значи. За никаде сме. Ја не можам и седам овдека. Едно WC е, нема кај да се капиме, немаме алишта. Да правиме удиспоци, да ваѓаме некои тракциони сметки. Па ќе дојде утре, задутре тие, така? Среда, комисија некоја, не знам ја. Во Охридско пак реката Сушица е ставена под контрола со изградба на заштитен насип. Сепак на повеќе локации се уште има поплавени подрумски простори и дворови. Како последица на зголемениот доток од притоките, расте и нивото на Охридското езеро. Изминативе врнежи во Охридскиот регион, кога наврнаа над 130 литри на метар квадратен за рок од 3-4 дена, покажуваат една голема неравномерна распределба на врнежите во јануари месец, кога со анализа на податоци од 2015 до 2025 година имаме неколку години кога има екстремни врнежи над 160 литри на метар квадратен, додека другите јануарски месеци се одликуваат со ниско ниво на врнежи. Во Струга пак поплавени се дворови и куки во Мислешевски пат и калишта. Територијалната противпожарна единица интервенира со пумпи, ангажирана и градежна механизација. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Штипските пекари ја замрзнаа цената на лебот, најавуваат дека нема да ја променат цената ниту на останатите пецива кои ги нудат во продажба. Штипските пекари ги замрзнаа цените на лебот и пецивата. Поскапување нема да има, иако се најавени покачување на цената на електричната енергија, а се зголемуваат и трошоците за одржливо производство. За сега нема, значи, некоја информација дека ќе биде зголемена цената на брашното и на енергенсите. Струјата е нешто минимално покачена, тоа нема да се одрази на цената на производот, бидејќи ќе го искалкулираме со некои други работи ќе заштедиме енергија. Нема да имаме, значи, покачување на цените во догледно време. Млинарите имаат залиха и тие ми обеќаа дека цената на брашното нема да се драстично зголеми. Ние веќе направивме нарачка до наредната жетва, така да
се надевам дека нема да се случи нешто непредвидено за да имаме некоја корекција на цената на лебот и пецивата. За работа во пекарската индустрија потребен е занает. Пекарите долго време се трудат да најдат квалификувана работна сила. Еден од начините на кој го решаваат овој проблем е користење на измената на законските уредби, со коим се дозволува да вработуваат пензионери. Вториот извор на обучен кадар го гледаат во сезонските работници, кои преку лето работат во угостителски објекти во туристичките центри. Значи ние мораме да се наоѓаме и да ги користиме сите законски можности кои ни се на располагање. Во моментов цената на лебот во Штип се движи околу 30 денари, во зависност од грамажата и квалитетот. Сепак, пекарите внимателно ја следат состојбата и предупредуваат дека евентуален иден пораст на цените на суровините или енергенсите може да предизвика поскапување. За Сител, Трајан Ристовски.